Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија, посебно за Велик ден. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски по повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Велик ден. Празнувањата почнуваат четврток 17 април, утро службена од 8 сатот со бајлето. После службата осветување на масло, олевештение и помазување на верниците присутни на службата. После службата елеосвештение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробишта за отпевање. Четврток, 17 април вечерта, во 5:30 сатот служба. Читање на 12 страдањни Евангелија и изнесување на честниот и животворен крст, среде во црквата за негово поклонение. Голем петок, 18 април, утрото, 3, 6, 9 час, служба и вадење на светата плаштеница и поставување на гробот, кој е спреман и поставен во црквата. Петок, вечерта, 18 април, во 5:30 сатот, вечерна служба, оплакување Господово пред гробот Господов. Потоа се врти гробот еднаш околу улицата и два пати околу црквата. Сабота, 19 април, вечерта, во 15 до 12 сатот, служба пред црквата. Во чест на големиот ден, Велик ден. После службата, првата причес. Недела, 20 април, сабајле, утрена служба и причес од 8 сатот сабајлето. Понеделник, 21 април, втор ден, Велик ден. Службата од 9 сатот сабајлето. Вторник, 22 април, трет ден, Велик ден. Службата од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа. Се одржува игранка по повод големиот христијански празник Велик ден, и тоа во недела на 20 април во нашиот македонски културен центар Ньюкастел. Ќе има богата музика од Сиднеј, Арија Бенд со Боби Димитриевски на кларинет. Куњата ќе има топли јадења и барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за оваа великденска игранка ќе кошта само $20 по лице. За резервации карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени.
Австралиска турнеја 2025 година се организира концерт овде во нашиот град Њукастел и тоа во сабота на 3 мај во нашиот Македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија, а тоа се Борче Наумовски министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски и Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеца Вртковски на 0411 673 073. Школо и Денцинг груп. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар на 14 Скул Стрит, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави, танцувањето е одличен начин да станете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница, преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти и вклучувајќи ги и најмладите деца, млади и возрасти се добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на Македонската заедница Њукастел. Исто така да најавиме дека играоците може да идат од 3 до 30 годишна возраст и постари. Сите сте добродојдени секоја вечер од 5 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Како што знаеме сите, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после ручего се дава. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Њукастел. Може да се плата својата чланарина за оваа година по $10 по лице. Исто така чланарина може да си платите и за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Њукастел по $15 по лице. Драги слушатели, се надеваме дека се наоѓате во пријатна атмосфера со вашите најблиски покрај звуците на нашето радио овде. Исто се надеваме да сте во добро здравје во иднина. Ние од овде со песна од срце ќе ви посакаме среќен ден. А сега ќе проследиме едно ново соопштение. Млади македонци од Сиднеј, Илавара, Камбера и Њукастел. Подгответе се за незаборавен ден. Во недела 4 мај дојдете на Big Day Out во манастирот Света Петка, Кембла Грајндж од 12 до 16 часот поручек. Ве очекуваат диџеј, музика, оро, храна и пијалоци на продажба. Одлична дружба за млади од 15 до 30 години. Се плаќа само кеш, нема алкохол. Кажете му на вашите млади, ова е во организација од манастирот Света Петка, Кембла Грајндж. А сега нешто да проследиме за Исусово воскрсение. Во системот на христијански верувања, воскрсението на Исус Христос е вклучен настан врз која е изградена главината на христијанската религија, обичаја и докторина. Според Новиот Завет, Исус воскрснал од мртвите на третиот ден по смртта. Имено откако починал како последица на распнавувањето на крстот, бил погребан во една пештера, но неговите следбеници го нашле гробот празен третиот ден по закопот.
а потоа им се укажал на многу луѓе во периодот од 40 дена по смртот пред да се врати на небото. Според Евангелието, Исус воскреснал од мртвите третиот ден по распнувањето на крстот. Од смртта до воскресието поминало точно 33 часа. Во Евангелието на Матеј се вели дека над Исусовата гробница се појавил ангел. Гробницата прва било посетена од страна на Марија Магдалена, која ја затекнала празна. Според Лука имало 2 ангела. Според Марко пак млад човек облечен во бело. Според Евангелието на Марко на денот на своето воскресение Исус најпрвен се јавил на Марија Магдалена. Според Јован пак, кога Марија Магдалена погледнала во празната гробница, еден од 2 ангела ја запраша зошто плаче, а кога таа се завртила кон нив, го препознала Исус кој го изговорил незиното име. Апостолите тврдат дека Исус во следните 40 дена се појавил пред различни луѓе насекаде. Се појавил и пред апостол Павле. Се појавил кој претходно бил голем противник на Исусовото дело. Пред да воскрсне, Исус им рекол на своите ученици да проповедат и меѓу нееврејското население. Христијаните го прославуваат денот на воскресението, односно Великден, како најголем верски празник. Сега ќе слушнеме една убава великденска песна. Да проследиме нешто и за Великден. Великден или Воскресение Христовото, најважниот верски празник во православниот календар.
Христијанските верници со овој празник го прославуваат воскресението на нивниот Бог Исус Христос по неговата смрт со распнување околу 27 до 33 година од нашата ера. Тоа се случило на третиот ден по неговата смрт, сметајќи го и денот на смртта, тоест првиот ден, недела по Велики петок. Сите христијани на тој ден се поздравуваат со поздравот Христос воскрсна, на што се одговара навистина воскрсна. Место во православниот календар. Руска икона која го прикажува воскресението на Христа, Великден и празниците што се поврзани со него се подвижни празници. Тие не паѓаат на ист датум, секоја година според Григоријанскиот цивилиен календар или јулијанскиот календар, кои го следат движењето на земјата околу сонцето и годишните времиња. Тие се фиксни според месечевиот календар, што е сличен, но не е ист со еврејскиот календар. Великден се празнува по еврејскиот празник Пакса Пасак во првата недела по полна месечина, која што е на самиот ден на пролетната рамнодневница или непосредно по неа. Во периодот од 1900 до 2100 година, Великден може да се падне помеѓу 4 април и 8 мај. Во православието подготвувањето започнуваат со Велики пости. По петтата недела, ден од Великите пости, доаѓа Цветната недела, која завршува со Лазарова сабота. Овој ден го значува завршетокот на Великите пости, иако празникот продолжува и следната недела. Потоа доаѓа празникот Цветна недела, Цветници, Светна седмица и најпосле самиот Великден. И постот прекинува веднаш по божествената литургија. По Великден следи Томината недела, за време на која нема постење дури ниво среда и петок. Великденската служба започнува на полноќ, почеток на Великденското утро, со тоа што ова служба е на полноќ на истата и е загарантирано дека ниедна литургија нема да дојде пред неа изутрината. Ова се должи на фактот што Великден се смета за празник над празниците. Великден во село Булачани, Скопско, во 1954 година, на Велики четврток се вапцуваат првите 3 јајца. Првото јајце е посветено на Бога, второто на домаќинот на куќата, а третото за берикет и стреќа. Тогаш не смее да се вапцуваат други јајца. Порано се бојадесувале само црвени јајца, а се верува дека овој обичај потекнува од Марија Магдалена, која според Библијата однела јајца обојани во црвена боја пред тогашниот римски цар Тибиреј. Кога се дознало дека Христос воскрснал, на Велики петок е строгиот пост. Правилниот пост е само да се пијат течности, поточно вода, чај и така натаму. На тој ден Исус бил распнат. Христијаните во тоа време постеле од жалост. Бидејќи јадењето представувало задоволство, тие сметале дека не треба да се јадат. Иако Велики петок е најтажниот ден за сите христијани во светот. Великден веднаш по Божик се смета за најрадосен христијански празник. На Велика сабота Исус веќе умрел. Тогаш навечер се оди во црква и околу полноќ се кружи околу црквата, а потоа се кршат вапцаните јајца. Во неделата се мрси. На тој ден Исус воскрснал. На тој ден Великден, Великденскиот понеделник и вторник, кои се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со Христос воскрсна и се одговара со навистина воскрсна. Великден како тема во уметноста. Големиот ден Великден, песна на македонската поетска Христина Аслимова од 2005 година. Великден може да дојде, расказ за деца на македонскиот писател Киро Донев од 2013 година. Великден 1916, песната на римскиот поет Вилијам Батлес Джет. Според Великден 1979, песна на македонскиот поет Анте Поповски. Според Великден 1979 година, песна на македонскиот поет Анте Поповски, Истокот на Великден. Песна на шкотската рок група Simple Minds.
Великден песна од истоимениот музички албум на американската рок музичарка Пати Смит од 1978 година. А сега ќе слушаме уште една убава песна од Ѓоко Јович за Великден. Da si doјда за Великден, да помина на прагот сиот изморен, да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрдам, да не заплачам. Да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, а да не заплачам. Тугина ко синџир тешка, мина тешнала, долго време мајка среќна не си легнала. Будна слики мои гледа, парите што ми вредат, кога внучиња не ја виделе. Стара низ прозор гледа, скоро секој ден. Еве јас си стигнав дома, баш за Великден. Внуци гледа со зирони и ги бахнува. Мои чеда пораснале во тугина. Внуци гледа со зирони и ги бахнува. Мои чеда пораснале во тугина. Тугина ко синџир тешка, мина тешнала. Долго време мајка среќна не си легнала. Будна слики мои гледа, парите што ми вредат, кога внучиња не ја виделе. Да го проследиме соопштението од свештеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Празнувањата почнуваат четврток 17 април, утро, службата од 8 сат од сабајлето. После службата осветување на масло, елеосвештение и помазување на верниците присутни на службата. После службата елеосвештение се отпеваат таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање.
Четврток, 17 април, вечерта, во 5:30 сатот, служба, читање на 12 страдални евангелија и изнесување на честниот животворен крст среде во црквата за неговото поклонение. Голем петок, 18 април, утрото, 3, 6 и 9 час, служба и вадење на светата плаштаница и поставување на гробот кој е спреман поставен во црквата. Петок, вечерта, 18 април, 5:30 часот, вечерна служба. Оплакувањето Господово пред гробот Господов. Потоа се врти гробот еднаш околу лицата и два пати околу црквата. Сабота, 19 април, вечерта, во 15 до 11 ноќта, служба пред црквата, во чест на големиот ден, Велик ден. После службата, првата причест. Недела, 20 април, сабајле, утрена служба и причест од 8 сатот сабајлето. Понеделник, 21 април, втор ден, Велик ден, службата од 9 сатот сабајлето. Вторник, 22 април, трет ден, Велик ден, службата од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа. Почитувани слушатели, ќе проследиме нешто за великденски вапцани јајца. Вапцани великденски јајца во село Стенче, Горни Полог. Великденското јајце символ на животот и великденскиот зајак символ на плодноста. Великденските јајца се обележие на големиот христијански празник Великден. Јајцата се бојадисуваат и се украсуваат во текот на Велика недела, страстна недела, најчесто на Велики четврток или Велики петок. Во западните земји боењето на кокошкињите јајца веќе застарува и се повеќе се користат јајца од чоколадо или пластични јајца се полнат со бомбони. Тие јајца обично се кријат, наводно нив ги крие великденскиот зајак и децата ги пронаоѓаат дури на великденското утро. Бојасаните јајца обично се ставаат во кошница наполнета со слама, така што наликува на птичјо гнездо. Великденско јајце од чоколадо, декорација со великденски јајца. Обичај кај сите христијани бил и се уште е дарувањето на великденски јајца. При тоа се водело сметка секој член на семејството и секој гостин да добие јајце со одредена символика. Момчињата и девојките добивале јајце со исцртано венче за да си ја најдат животен сопатник, а деверот добивал јајце исцртано со будилник или рака со прстен, часовник и цвеќе. При капењето на децата во водата се ставало црвено јајце и со него им се триеле челото и образите за да бидат црвени, како символ на здравјето. Првите бојосани јајца биле наместени за куќата, за Господ и поедно за секој член од семејството. Се верувало дека токму прво бојадисаното јајце има голема заштитна моќ, па затоа било за заштита од градоносни облаци, за подобар род на полината го закопувале во земја, на лозјето или во нивата. Се сметало дека дури и лушпите од великденското јајце имат заштитна функција. Полноќта на Велика сабота се оди на црква и сите присутни со песната Христос воскресна. 3 пати ја обиколува црквата. Таму се останува до големата литургија, а потоа се причестуваат, се кршат со црвените јајца и се омрсуваат. На Великден рано наутро сите одат во црква за да чујат Христос воскресна и да се причестат. По литургијата во црквата се оди на гробишта каде што се остава по едно јајце на гробовите за и на мртвите да им се каже дека дошол Велик ден. На Велик ден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи
од јасне сум видел, што на велик ден се нас собрал. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја сега нека одекнат од овде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, така неја ке ја најдеме. Беј мој народе македонски, сегде каде што си се ќе победи, сета надеж па ќе воскресне. Тука најсилно со векови звонат црквите македонски. Уште нешто за великденските јајца. Има различни легенди за традицијата за вапцување јајца. Една од нив е дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, една кокошка дошла и под него снесла јајце. Крвта од лицето на Исус капнала врз него и го обоила во црвено. Затоа и денес првото јајце се боядисува во црвено. А потоа најстарата жена во семејството со него ги трие децата по образите или им исцртува крст на челата за здравје. Останатите јајца се обојуваат во различни бои и се цртаат. Сината боја ја символизира непорочноста, виолетовата крстот, зелената Христовите ученици, а жолтата самиот Бог. Друга легенда раскажува за Дева Марија, која им давала јајца на војниците кај крстот при распнувањето на Исус Христос. Таа ги молела да бидат помалку насилни кон Исуса и притоа плачела. Незините солзи паднале врз јајцата и ги обележале со точки во црвени бои, цветни. Трета легенда раскажува за Марија Магдалена, која отишла до гробот на Исус за да го миропомаза неговото тело. Таа носела со себе кошница со јајца за да руча. Кога пристигнала во гробницата и ги извадила јајцата, нивните бели лушпи за чудо биле обојани со боите на виножитото. Постои легенда дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, неговите непријатели го гаѓале со јајца,
Но, според Божјата волја, штом тие ќе го допреле, неговото тело се претворале во црвени јајца. Во чест на таквото чудо, луѓето почнале да ги вапчуваат великденските јајца црвени. Друга легенда вели дека Марија Магдалена отишла кај римскиот цар Тиберий и му однела црвено јајце, кажувајќи му ги зборовите: Христос воскрсна, и му раскажала за воскрсението на Исус. Во последните децении, особено во Германија, на трпезата се појавува и великденски зајак. Една од легендите го објаснува неговото појавување со паганската божица Естра. Таја претворила една птица во зајак, но тој продолжил да несе јајца. Друга германска легенда вели дека великденскиот зајак од децата криел обоени и насликани јајца во градината. Во Америка децата веруваат дека ако се послушни, великденскиот зајак им донесе гнездо, полно со шарени јајца. Кога воделе Христос на Голгота, за да биде раснап, во толпата бил и Симеон од Кирил со двете деца. Едниот син, Руфис, носил со себе зајче. По едно време крстот паднал на земјата, потоа се слушнал детски пискот. Се покажало дека крстот паднал врз зајчето и тоа умрело. Трогателниот плач на момчето го натерало Исус да се врати и, покрај своите маки, да го допре животинчето и да му направи крстен знак. Зајчето живеало и исплашено побегнало. Набрзо потоа се појавило пред крстот на распнатиот Христос. Кога вечерта учениците отишли да го земат телото на Спасителот, тоа уште таму било, а очите му биле црвени од тага и солзи. Ова зајче луѓето го нарекле великденски зајак. Почитувани слушатели, сега ќе слушнеме една убава песна од Благица Павловска. Песната носи наслов Песна за Христос. Да ја слушнеме.
во вода тој си паѓаше, гревови да си измие. Да проследиме нешто и за спортот во Македонија. Македонските кикбоксери од Европскиот куп Гранд при Сараево 2025 се враќаат со 56 медали. Македонските кикбоксери од Европскиот кикбокс Гранд при Сараево, кој се одржа викендов од 4 до 6 април во Сараево, Босна и Херцеговина, се враќаат со 56 медали, 49 медали од официјалниот Европски куп Гранд при Сараево 2025 и 7 од отворениот куп за почетници, од кои 15 златни, 16 сребрени и 25 бронзени. Нашата земја настапи со 89 надпреварувачи во 93 влезови од 19 македонски кикбокс клубови. Тимовите ги предводуваше председателот на нашата кикбокс МЕАТИ Федерација на Македонија Дејан Митровски Урко со одбрана тренерската екипа составена од 23 тренери, а судија и нашите меѓународни суди Неделковска, Бубески и Симјановски. Браво за нашите спортисти. И уште нешто од спортот. На овој исклучително квалитетен европски кикбокс куп учество зема 801 надпреварувач во 938 влезови од 181 клубови од 20 држави. Купот е еден од куповите на кои се врши рангирање на спортистите за престојните официјални првенства и секако е исклучителна можност за стекнување меѓународно искуство и одмерување на силите на нашите кикбоксери со најдобрите европски противници. Во склоп на Европскиот куп се одржа и куп за деца и помлади кадети Сараево Гранди при Опен Куп 2025 на кој настапија 14 наши млади спортисти, каде нашите најмлади кикбоксери освоија 7 медали, од кои 2 златни, 3 сребрени и 2 бронзени. На овој куп учество зема 189 младинци од 211 влезови од 58 клубови од 9 држави. Како председател и водач на репрезентацијата, задоволен сум од севкупниот исход од ова првенство. Овие првенства ни се потребни за напредок на нашите борци. Сакам да напоменам дека имаме одлични тренерски тим и создававме одлични борци. Слободно можам да потврдам како и секогаш дека кикбокс Маинтаи, Федерацијата на Македонија е најмасовна и најуспешна федерација и дека кикбоксот е национален спорт број 1 во Македонија. Им благодарам на сите кои не поддржува и верува во нас, изјави председателот на кикбоксинот Дејан Митровски Урко. Ракометарките ќе добијат награда од 1,5 милиони динари за пласман на светското првенство. Парична награда во износ 1,5 милион динари ќе добијат македонските ракометарки доколку успеат да се пласира на светското првенство, објави вечерва Ракометната федерација на Македонија. Одлуката е донесена во пресред на мундијалскиот бараш во кој противник на македонската женска ракометна репрезентација ќе биде Полска. Првиот надпревар е закажан за среда во Битола, а реванш е на гостински терен в сабота. Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија одреди парична награда за македонската сениорска женска ракометна репрезентација за успешен пласман на престојното светско првенство преку квалификацијски бараш надпревари против репрезентацијата на Полска во висина од 1,500 денари, соопшти Федерацијата. Последен пат Македонија учествуваше на светското ракометно првенство во женска конкуренција во 2007 година. Нешто и за здравието. Главоболката може да биде фатална.
Местото што ве боли открива детали за вашето здравје. Понекогаш не е тешко да се погоди зошто се јавила главоболка, кога се работи за пијанство или недостиг на сон, но понекогаш навистина е тешко да се открие зошто боли главата и зошто толку на одредено место. Во зависност од тоа каде се јавува, може да станува збор за сериозен здравствен проблем. Силната главоболка се јавува како од ведро небо и постигнува максимален интензитет за неколку секунди. Тоа може да биде показател за низа здравствени проблеми, вклучувајќи и крварење поради излив на крвта во мозокот, што е опасно по живот. Ако главоболката ви се јавува рано наутро, би требало да одите на лекар, бидејќи може да се работи за тумор на мозокот, апнеа, многу висок крвен притисок. Исто така, треба да побарате лекарска помош ако заедно со главоболката имате промени во видот, проблеми со дигестивниот систем, промени во расположението, но и напнатост во вратот или раздржливост. Настанува постепено и достигнува среден интензитет на болка, а чувството е како некој да ви ја стега главата со обрач. Најчесто се јавува поради стрес и добро е да одспиете малку во таков случај. Трето, болка на едната страна од лицето, оттечен капак. Се работи за кластер, главоболка која е силна и трае во циклуси од 2 недели до 1 месец. Се јавува во одреден период на годината, а може да помине и година помеѓу 2 напади. За време на нејзиното траење болката се јавува речи секој ден и тоа во истиот период од денот или ноќта и трае помеѓу половина час и 3 часа. Уште една соопштението од светеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Почнувањето со празнување почнува четврток, 17 април, утрото, службата од 8 сатот сабајлето. После службата осветување на масло, елеосвештение и помазување на верниците присутни на службата. После службата елеосвештение се отпева таблината на упокоените и се оди на гробиште за отпевање истиот ден. Четврток, 17 април, вечерта, во 5:30 сатот, служба, читање на 12 страдални Евангелија и изнесување на честниот и животворен крст среде во црквата за негово поклонение. Голем петок, 18 април, утрото, 3, 6, 9 час, служба и вадење на светата плаштаница и поставување во гробот во кој е спреман и поставен во црквата. Петок, вечерта, 18 април, во 5:30 сатот вечерна служба. Оплакувањето Господово пред гробот Господов. Потоа се врти гробот еднаш околу лицата и 2 пати околу црквата. Сабота, 19 април, вечерта, во 15 до 12 ноќта, служба пред црквата, во чест на големиот ден, Велик ден. После службата, првата причест. Недела, 20 април, сабајлја, утрена служба од 8 сатот и причест. Понеделник, 21 април, втор ден, Велик ден. Службата од 9 сатот сабајлјето. Вторник, 22 април, трет ден, Велик ден. Службата од 9 сатот сабајлјето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна седмица. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.